Чест ми е да бидам модератор на овој панел. Темата на нашата дискусија е повеќе од релевантна за нашата ера. Со оглед на тоа, можам да кажам дека нашите демократски преференции се нападнати од страна на нелибералните сили. Популизам и либерализам. Од напад сме на популизмот и либерализмот, авторитарниот процедурализам, едноставно кажано со авторитарианизмот. Во оваа смисла, мојот првен коментар, можам да кажам дека многу од елективните и номинални демократии отворено покажуваат регресија, но од друга страна тие можности беа целосно легитимизирани преку легални изборни постапки. Тоа ме води до феноменологијата на демократските избори. Дали повторно треба да биде ставена под микроскоп, што не води до итното прашање, односно дали изборите се соодветна и доволна алатка да се организира нашиот политички живот и на вистинска демократска основа, или пак што наредното прашањето со кое што сакам да дискутирам денеска, второ, како што сведочиме меѓуповрзаност, исплотување на авторитарните алијанси помеѓу различните политички чинители, прашањето што се наметнува е како ние како демократи и како прогресивци треба да постапиме, да делуваме. Ова станува во Европа толку очигледно што тешко е возможно да се игнорира. И со оглед на тоа, со оглед на ова, би сакала да ве запрашам сите да размислуваме заедно и да придонесеме кон дискусијата. Сите наши еминентни говорници денеска ќе споделат стратегии и најдобри практики да се справиме со авторитарианизмот и би ценела доколку можат особено внимание да посветат на тактиките против дезинформациите. Спречување на нивната моќ која што возможува авторитарни режими. Накратко да ви ги представам нашите паналисти. Прво, денеска со нас е нејзината екселенција Грунтинг Штајнкер, подпредседател на Југоисточната асоциација, член на Евронатур фондацијата и поранешна амбасадорка на Германија овде, но исто во Црна Гора, исто и Москва, Осло, Загреб. Има навистина длабоко сиви. Со нас се уште е една екселенција Ерван Фуере, кој што ќе ни се придружи преку интернет, но не можам да го видам сега. И тој е поранешен европски дипломат. Беше прв специјален представник и шеф на делегацијата во Северна Македонија и Европската унија. Има своја улога одиграна во Куба, Јужна Америка и Африка. Денеска со нас имаме уште една интересен гостин, Катерина Павлова, експерт за дезинформација и пропаганда. Во моментов таа е главен оперативен офицер во CISP од Украина, но се пресели во Унгарија 2004 година за да изучува културна дипломатија и од 2010 година организираше проекти и конференции, добиваше искуство во меѓународна соработка и управување. Следниот панелист е професор доктор Константинас Андрија Уксас, кој што е водреден професор за меѓународни односи од Вилнус. Беше
гостим во Кина и САД, истражува меѓународна политика со фокус на Европа, Азија и Русија, стратешкиот триаголник и поврзаноста помеѓу Кина и Литванија. Срчан Цвич е со нас денеска, председател на меѓународната советодавна комисија од безбедност и политики од Белград, Србија, поранешен виш политички офицер во Фондацијата Отворено општество, член на советодавна група, поранешен дипломат српски, но има докторат од Фирентинскиот институт, демократија, има издадена и книга. За да можеме побрзо да сработиме, прво би сакала да ви прашам, Ваша екселенцијо, ќе ве молам, вие сте поранешен дипломат, сега сте многу активна во граѓанското општество. Дали може да ги споделите своите наоди за состојбата на демократијата, човековите права во Западен Балкан и пошироко? И кои се перспективите на оваа тема? Од 2014 година морам да кажам неколку збора за нашиот домаќин и организатор Цивил. Џабер го сретнав веднаш по доаѓањето во Скопје во 2011 година и почнав да ценам работата на Цивил како една од најдобрите организации за зајакнување на граѓанското општество и заштита на човековите права и промовирање на слободно општество. Особено ценам јасната позиција на Цивил од самиот почеток во врска со војната на Русија во Украина, можеби најголемата опасност во моментов за нашиот дел од светот. Зелен Цивил ги решава најиминентните опасности во светот, тоа е климатската промена. Двата предизвика за мене и за други се злоупотребуваат со хибридната војна од Русија и нејзините сојузнички. И утилитаризмот е општа опасност за така наречениот слободен свет. Сега повеќе од било кога дефиницијата на авторитарианизмот според Оксфорд речникот е наметнување или промовирање на строга послушност пред властите, на сметка на локалната слобода, наспроти мислењата на другите. Ако ова е дефиницијата, се прашувам зашто луѓето во светот и скоро во многу европски земји гласале за лица и партии кои што јасно поддржуваат авторитарианизмот. Ова е закана која што треба многу сериозно да ја сватиме во ова многу тешко време на криза. Многу се плашат, тие сваќаат дека се случуваат големи промени, но не знаат како да реагираат. Секако избора на секој човек и група да одговарат на овие проблеми, но политичарите, бизнис елитите и интелектуалците треба да играат водачка улога во овој одговор согласно своите одговорности. Но често се случува сосема спротивното. Овие интелектуалски елити ги злоупотребуваат влијанијата за повеќе да ги заплашат граѓаните. Го гледат својот интерес и се решават за авторитарни решенија. Тоа е хипокризија во меѓународната политика. Ова има огромна влијание на обичниот гласач поради тоа што гледаат неуспех во власта и бараат алтернативи. Ова мора да се дискутира и треба да се решава. Не знам кој е решението секако, но знам дека слободата е клучна. Решенијата може да бидат да се најдат, да ги наоѓаат слободни луѓе во слободно општество, во слободен разговор и слободни медиуми. Ова го рече минатиот председател на Германија, од Источна Германија. Ова ќе биде во согласност со резултати од најголемите германци филозофот Емануел Кант, кој што
го славиме годинава неговиот 133 роден ден. Ова не е место да се дискутираат неговите филозофии, многу е гломазна, многу книги има публикувано и така натаму и ќе сметат дури на англиски ќе си најдете книга, па и на вашиот јазик, српски, албански. И може да си прочитате повеќе. Не е лесен за читање, комплексно размислува и комплексен јазик користи, туку решава и комплексни проблеми на човештвото. Тие мораат да се решат и тоа сега. И затоа се повикувам на Кант. Ова е една од најпозната реченица негова. Извинете, не знаеме германски. Preisstellt. Alle Menschen haben ungeachtet ihres Rangs oder ihrer sozialen Klasse den gleichen inneren Wert oder die gleiche Würde. Human dignity is a status. Човечкото достоинство е статус кој што ги става луѓето над се, сите човекови битија, независно својата положба и социјална класа, имаат исти вредности, иста достоинство. Ова стана крилатица на германското право после Втората светска војна. Тоа е првата Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. човечкото достоинство е заштитено и се заштитува како од страна на државата. Горда сум што основачите на германското право после Втората светска војна во најтешкиот период на нашата историја, после нацистичкиот барбаризам, го зема Кант како основа за уставот. И ова стана прво поглавје и на Европската повелба на човекови права. Човечкото достоинство е неповредливо и треба да се заштитува. Кој гледаме дефиницијата на авторитаријанството, која што ви ја цитирав од Оксфордскиот речник, многу јасно дека авторитарните држави никогаш не може да представуваат решение. Морат да многу сериозно да ги земеме предвид стравовите на луѓето, проблемите со кои што се соочуваме екстремно комплексни и не може да има едноставно решение. Но ова е задача на политичарите, интелектуалците, бизнис елитите да им објаснат на обичните луѓе дека ќе бидат тешки решенијата и болни можеби. За мене не е прашање дека оние кои што се појаки и посилни мора да покажат дека треба да го земат поголемиот дел од товарот. Авторитарианизмот ветува многу, но исполнувањата представуваат проблеми. Лесните решенија за комплексните проблеми се лага и мораме да кажеме секој ден и секој пат. Мораме да кажеме и да докажеме дека човечкото достоинство е неповредиво. Од аспект на реалноста на она што се случува во Украина, што се случува во Блискиот исток, па и што се случува во Судан. Никој не зборува за тоа ужасна на војна, глад и на многу други места во светот, Мијанмар. Не сакам да продолжам да набројувам, но никогаш не смееме да кажеме и да се подвлекуваме дека човекото достоинство е неприкосновено. Затоа нема лесни решенија со миграција. Сега ги враќаме дома сириците. И таа беше целта на Турција, затоа се замеша во ситуацијата. Сака да си одат нивните бегалци, 3,5 милиони. Секогаш има некој интерес за постапките. Најважниот принцип е човечкото достоинство. Тоа израелскиот филозоф го рече во Виена годинава, рече достоинството на човекот е неповредиво. Тој представува радикален универзализам, што не беше и затоа беше отфрлен од еврејската заедница. Тие го бойкотира неговиот говор, но не го разбира кој што целта. Мислам дека треба да има ограничување толеранцијата. Секако демокрацијата е заснова на демократија, дискусија, разговор, но
тоа со некои луѓе е невозможно. Не може да дискутирате со секого. Со Путин, според мене, 6 години помина во Русија и знам дека рускиот систем малку го познавам и нема да можете. Тој разбира само јазик на сила. Да не правиме слаби компромиси кои што ќе водат дополнителни проблеми. Може да запре војната некое време, но нема да биде решение. Нема лесни решенија на комплексни проблеми. Се надевам дека може да дискутираме за ова повеќе. Мило ми е што седам тука со вас покрај жена од Украина, затоа што тие го имаат почувствувано руското влијание веќе 3 години. Младите луѓе во регионот не разбираат, не толку млади, да речеме релативно млади. Србинка една ми рече, зарем не е грдо она што се случува во Украина со бомбардирањето секој ден и други кривични дела, таа рече да, но ние исто пативме кога не бомбардираше НАТО. Едноставно, добра жена е, добра личност, но не разбираше што се случува и што се случува сега. И тоа е заради тоа што Србија е под напад на руската пропаганда секојдневно. И луѓето на вистина имаат извртен светоглед. Некој ми го кажа ова. Ако човечкото достоинство и човековите права не ги земеме како основица на се и секој ден да говориме за нив, тогаш на многу лошо ќе се сврти работата. Ви благодарам, Ваша Екселенцијо. Одлични поенти на различни теми. Сакам да дознам од вас како е возможно пропагандата која што се води против интелектуалата и која што се промовира од авторитарни режими, се шири толку интензивно. Дури и на идеолошко ниво, ти имаат измислено агитпроп против научниците, тие ги мразат интелектуалците, тие одат против интелектуализмот, тие го анализираат, го сатанизираат и ова е прашање кое што се наметна во сите авторитарни кругови. Но имаат тие свој собствен интелектуализам, нема да го заборавите тоа. Има доста интелектуалци кои што всушност ги поддржуваат авторитарните политики, дури во Германија. Понекогаш се плашам луѓето кои што се професори, кои што имаат долго милена интелектуална работа. Јас бев шокирана и се уште сум шокирана дека на вистина познати интелектуалци. Имаме ист пример тука. Многу ни е познато. Ukraine should compromise and give up. Едно писмо подпишано многу интелектуалци дека Украина треба да се предаде и така натаму. Дури прават алијанси. Како тие се ги споредуваат своите искуства, што прават, како се поврзуваат. Имам впечаток дека нашите прогресивци, бранители човекови права на некој начин се послаби од не ги бива толку за вмрежување. Што сметате, драга Катерина? Ке започнам со следново. Представувам германска невладина тука, на беџот ми вели Украина, и секогаш каде и да одам, каде и да патувам, официјално ја представувам Украина. Тоа што ми значи мене. Тоа е едно чувство. Не сум на фронтот сега.
Носам војнички цокули. Треба да бидам благодарна луѓето кои што седат во топли соби, но тие одлучиле да се борат на фронт за демократијата со своите тела. И може би да умрат за таа цел и дефинитивно треба се сетиме на тоа дека да не правиме доволно и треба да правиме, мораме да направиме повеќе. Одење од една од друга земја за да ги поврзете, да ги ангажирате политички сили. Проблем број 1, да, авторитарните власти се добри за поврзување и помрежување, а демократите мислат 10 пати пред да се поврзат со некого. Дали си доволно добар, дали си доволно професионален, дали ми е удобно сега да соработувам со тебе. Значи, треба да се соочиме првен со овој проблем. Навистина не бива за ова. Не одржуваме контакти. Ќе ви кажам 3 проблем. Ќе ви дадам решение. Вториот проблем е дека дезинформациите и пропагандата целат луѓе на ниво на информација, емоција и вредности. Исто она што требаше да го зборуваме беше медиумската писменост. И сметам дека медиумската писменост се однесува само на информациите. И токму овдека сме слаби. Нашето оружје не е доволно добро. Гледаме дека дезинформацијата функционира на 3 нива и ние се бориме само на едно ниво, само во еден правец. Не, мора подлабоко да работиме. Треба да бараме нешто повеќе. Потоа си запишав, чекајте ме ке да дзирнам. Што откривте? Како пропагандата и дезинформацијата од Кремлин влија врз човековите права? It's more than 10 years, yeah? Повеќе од 10 години, повеќе од 1000 дена, повеќе од 10 години. Третиот проблем е дека ефектот на оваа дезинформација е дека не дека се шират лажни вести, не дека луѓето веруваат во погрешни информации, туку не веруваат во ништо. Луѓето сакаат да си речат добро, живееме во добро општество, нема потреба да барате вистина, само се откажувате, но сепак на крајот веруваат во некого и во нешто. Ако Трамп вели мигрантите јадат мачки кучиња, луѓето знаат дека не е вистина, но одлучуваат да му веруваат. Одлучуваат да го следат. И тукму тука ние губиме доверба во луѓето. Луѓето не сака да барат вистина. Затоа медиумската писменост не е одговор. Не е одговор. Зашто може да имаме вистински спремни луѓе што може да откријат што е точно и што не е, но сепак да следат. Што сакам да предложам? Не само при работа на ниво на информации, туку треба да се работат на вредностите и на информациите. Треба да излеземе на улица, да се сретнеме со луѓе и да зборуваме со нив. Ова е екстремно емотивно и зема време и неудобно, но не гледам друг начин. Како мојата невладина, што прави во Источна Германија. Луѓе кои што се замаени дозволувам да ми се истурат со нивните мислења и полека со покажување на емпатија се обидувам да ми ја сменам перспективата, да видам каква емоција имаат и каква вредност имаат, што би не
поврзала за тоа што тие се во своја ехо комора, независно колку ми се добри мене книгите, си носам книга со мене секако. Анализираме сите книги кои што се лиферуваат во Германија и убедуваат да им ги променат мислењата, но тоа е залудно. Ако сакате монимизирате луѓе кои што немаат ваше мислење, треба да играте со нивните вредности и емоции. Имаше една убаво истражување од Питер Померанцев на тоа како да се работи со запознавањата вакви, поврзувањата вакви. Велат, нема да се борите со дезинформацијата, туку да се обидете да ја разрушите врската помеѓу водачот и следбеникот. Значи, ова е нешто, да речеме, ако речат дека е прашање за безбедност и затоа не ја поддржуваат Украина или друга земја, тогаш зборувам за потребата за безбедност. Се поврзам со тоа, да, велам и јас сакам безбедност, верувам и јас сакам мир и јас сакам и ке мене да биде така, зашто во моментов сега таму, кога велиш мир, мислиш да се откажеш од Украина или од демократија. Ако сакаш да кажеш неутралност, значи да соработуваш со Русија, како Узбекистан и Киргизстан. Овие земји велат дека се неутрални и разбирам, но во нивна состојба, во ситуацијата во која што се наоѓаат тие, географски, економска, голема храброст да се каже дека се неутрални. Тоа значи дека се против Русија, дека се за Украина. И моја задача е да дадам, да го пофалам тоа, да кажам добро, ајде неутрални се, ајде да продолжиме од таму. Ова функционира за вас и да изградиме нешто повеќе врз таа остава. Значи диалог секојдневно. Имаме проект што има добра финансиска подлога. За жал, не можеме да најдеме доволно луѓе кои што не се само љубители на демократијата, туку и луѓе кои што не им е мрско да зборуваат со случајните минувачи. Се надевам дека ќе ми се придружите во мобилизирање на луѓето за демократијата. Тука би помогнало да се користи критичко мислење, едукативен материјал со Молдавија, Грузија и Украина, учење врз основа на проблем. Ако имаме ученици во одделението кои што веќе произведуваат дезинформации, треба да ги вратиме на ниво на донесување одлуки. Значи имаме едно комплексно морално прашање, да речеме, каде што секој мора да донесе одлука, па ние ги мотивираме на лице место да донесат одлука и па ги прашуваме што мислиш ти за конзумирањето вести, како одлучуваш. Some decisions and you need to base them on morality. Треба да се повикаме на моралот. Потоа, трето нешто за овој сојуз, не е доволно да се поврзуваат. Треба вистински интимно да се поврзуваат. Денеска зборуваме на третиот панел, зборуваме повеќе за Германија отколку за Северна Македонија. Ова е поврзано со начин на кој што ние сметаме дека експертизата доаѓа од Германија. Морам да речам дека не е одедна Германија баш добро во борбата со дезинформациите. Северна Македонија е многу подобра. Затоа што гледаме голема отпорност и треба да учиме од вас и да слушнеме зошто
толку сте отпорни како општество на дезинформации и да ги подучиме германците. Немаат германците монопол на експертиза и она што можем да го видиме во Централна Азија, исто така земјите не учат едни од друга, треба да чекаат американец да ги научи. Секој од страна се смета за експерт од овие земји. Секако ќе критикуваат, но ќе речат не може да го примениме тука. Но тоа пак не води до покана на локалните експерти или некоја експерт од непопуларна земја да видат што може да научи од таа земја. Значи, треба да се демонополизира експертизата и да се професионализира истата. Но автократиите многу инвестираат во дезинформации, затоа што одлучуваат на ниво фактор 1 и кој што ќе одлучи да уништи социјална кохезија во демократска земја. Тоа е приоритет број 1. Затоа ги здружуваат ресурсите и инвестираат на таа место. Ние немаме таков луксус и мораме да се подобриме во оваа борба. И тука можем да видам како се користат нови маси од автократиите, а истите се ги пренебрегнуваат демократи. Да речеме TikTok, вештачка интелигенција, тоа е одлична алатка, има потенцијал да се бориме со дезинформации. Зошто се уште во секоја земја немаме четботи кои што ќе се борат со руска дезинформација? Не е комплексно се создадено, наместо тоа гледаме дека се користат за длабоки фейкови и така натаму. Што е со TikTok? Десничарите се многу присутни таму, а велиме, ама не е етички, не сакаме да го користиме и онака ќе изумре TikTok, Facebook е друга платформа, но ние не сме доволно професионални. Ви благодарам. Импресивно. Знам дека на ниво на ЕУ има некои тенденции да се регулираат сите овие медиуми. Што мислите вие? Дали ова ќе биде корисно да се направи? Посебно кога станува збор за ваквото регулирање на медиумите, исто така употребата на податоците. Микрофонот не е вклучен. Слушнав за едно интересно влијанието, што имавме претходно, за демократските дебати имавме неколку паралелни платформи на кои што луѓето често ширеа различни завери. Сега, откако ги немаме веќе таквите прописи, регулативи, луѓето пак се враќаат на X. Може би се постигнува, да речеме, нешто што е позитивно, а она што е позитивно е што сега сме сите во некаква си виртуелна просторија, повторно заедно вратени. Меѓутоа, ако само правиме анализа што ни се случува само на нас, тогаш одговорот е да. Светот не станува полесен и подобар за нас, но мислам дека треба да работиме со она што го имаме. Благодарам, Катерина. Доктор Константинас, какво е влијанието од вашите агресивни соседи, како Русија, и што можеме ние да научиме од литванскиот пример? Благодарам. Благодарам и морам да се извинам на останатите панелисти дека треба да се заминам за 10 минути и за тоа однапред да ви се извинам. А пред се да ви кажам дека ми представува
голема задоволство што сум тука и што имам можност да учествувам на овој панел. За нас прашањето со Русија е лично прашање. Мајка ми е од Будите и тие можам само да ме подсетам дека ние веќе со децении се соочуваме со голем број на проблеми и имало и претходни конфликти со кои што сме се соочувале. Така што во 2014 во јули јас бев во Русија, во Сибир. И претходно доста често поминував време таму. Може би кажал дека сум поминувал речиси секој летен одмор во тоа место, додека сум бил дете. Мојот роденден е на 16 јули и имавме прослава на мојот роденден со моите пријатели таму. Наредното утро се разбудивме, вклучивме телевизор и ги видовме вестите за соборување на украинскиот воен авион од така наречените востаници и моите пријатели многу добро ја разбира мојата политичка позиција за ваквото прашање, бидејќи ние како пријатели постојано малку се подбуцнувавме за вакви прашања и тие ми кажа, ете види, ние пак соборивме ваш авион. Тоа беше така, затоа што навистина во тој период русите соборија неколку авиони во кои што имаше украински војници. Само неколку часа подоцна наративот во медиумите се смени многу значително и моите пријатели, кои што само пред 2 часа се смееја и правеа шеги за овој настан, сега одеднаш кажува дека соборените авиони, лицата во авионот се всушност војници кои што претходно собориле друг авион. Јас морав да им кажам како може да бидете волку глупави и да верувате веднаш на секакви информации. Работата е во тоа што русите не се глупави. Тие ја сваќаат реалноста, но избираат да ја игнорираат. И така функционираат авторитативните земји. Таква е всушност и целата историја на овој дел, на овој регион. Ако ги земеме предвид сите оние примери со бомбардирање на згради и слично. Ние имаме цела една генерација на руси за кои што Путин е татковска фигура. Сега сакам само да се надоврзам на некои од претходните панелисти, па во таа насока сакам да дадам неколку клучни препораки. Да, вие го спомнавте Емануел Кант, го спомнавте и Калининград, еден окупиран град, а тој е регион кој што е многу драг за нас, затоа што е многу близок до нас. Погледнете што направија русите со сето тоа наследство, со сета таа традиција. Тоа многу ви кажува. Емануел Кант е представник на просветителството. А за просветителството клучно е разумот. Сега, она реалност во која што живееме е многу поинаква. Сега, оваа реалност е постмодернистичка и во многу начини
станува збор за поставување прашања за се, поставување прашања за се оно што се случува, за Трамп, за Брекзит, за сите различни прашања во која што се создава една многу сложена средина со многу предизвици. И затоа една од моите препораки е да се стремиме кон оно што ние го нарекуваме објективна вистина. Тоа треба да биде оној основен принцип. Она што русите го направија тогаш е во тој случај што сега го спомнав после мојот роден ден е дека они пуштија неколку различни верзии за настанот за да може да ја збунат јавноста во врска со реалноста. Така што луѓето би помислеле дека можеби тие луѓе што биле во авионот биле украинци, може биле американци, може би биле војници, може би биле обични службеници и така натаму. И тоа беше, значи, во првите денови по ширењето на таквите информации, со чија што цел всушност беше да се создаде некаков вид на забуна. И на крајот русите кажа дека тоа што го соборија авионот е само една диверзија. Меѓутоа, соборувањето на авионот е факт. Тоа беше една од препораките, значи да имаме објективна вистина и објективната реалност. Втората препорака е начинот на кој што се зборува за објективната реалност. Кога се гледа нели што прават властите, што продолжуваат да прават властите. Они ги земаат оние концепти со кои што се опишуваат политички и други појави, ги извртуваат и потоа пак ги враќаат во оној круг на информации, домен на информации. Јас исто така сум експерти за Кина, така што, како би го нарекле лидерот на Кина, председателот Ши Џинпинг. И тоа би било точно. Меѓутоа, неговата власт не доаѓа од неговата позиција на председател на државата, туку од неговата позиција на председател на Кинеската комунистичка партија. Лукашенко. Лукашенко не е председател. Председателот на Белорусија е Светлана Трехановска, која што се наоѓа во мојот роден град. Председател на Русија не е Путин. Не знаеме кој е, затоа што оно што го направи на предходните избори, дури и според руските прописи, се смета за узурпација на власт. Значи, ова беа само неколку примери за тоа како се игра и како оние играат таа игра. И има многу вакви примери. Начин, тие што прават друго? Ги извртуваат зборовите, го извртуваат јазикот. Па да не го следиме тоа и да се ослободиме од тој камшик, од тој ланец и да бидеме многу строги за дефинициите кои што ги користиме. Руската федерација пред се не е федерација. Тој не функционира како федеративна структура. Верувајте ми, знам затоа што јас сум бил таму, сум поминал 3 години таму, значи тоа не е федерација. Потребно е сето тоа да го земеме предвид за да можеме да го отплиткаме целиот проблем и да го разрешиме. Ви благодарам за одвоеното внимание и мислам дека ова беше еден одличен панел. Ви благодарам, навистина ми е жал што мора да си одите, затоа што имав многу прашања кои што сакав да ги поставам, но како и да имајте убав ден. Наш следен говорник е Срѓан Цвиќ. Кои се вашите перспективи за демократијата, за човекови права во Србија? Сакаме да би било интересно да го видиме тоа. Како српскиот авторитативен режим влијае на безбедност и стабилноста на Србија, меѓутоа и на целиот регион. Благодарам, Ана. Би сакал да започнам со тоа што сакам да ви кажам дека нема некој директен одговор на вашето прашање. Треба претходно да се објасни за што зборуваме. Значи, зборуваме за авторитативни земји. Има определена тенденција
да се споменат оние очигледни авторитативни земји, како што се Русија, Белорусија и слично, и поинаку да се третираат земјите како што е мојата и Унгарија, а ти не се. И тоа сакам тука да го објаснам, бидејќи конкретно во мојата земја, речиси 10 години немаме слобода на медиумите. Не практично, туку сите телевизиски станици со национална фреквенција се контролирани од страна на владата и од самиот председател. Помалку од 10% од уделот на медиумските телевизиски станици го имаат приватни телевизиски станици, претежно на кабловска телевизија. Така што во Србија најголем дел од населението ги добива првите информации од националните телевизии. И тоа е тоа што нив им го обликува начинот на размислување. Втора работа е што овие режими ги нарекуваме конкурентни авторитаризми. Значи, не се конкурентни, бидејќи Србија не е конкурентна од декември минатата година. Бидејќи во декември минатата година владеачката партија донесе десетици илјади од Босна и Херцеговина да гласаат на изборите во Белград и на други избори. Ја земав ова публикација, донесов. Мислам дека имавте и вие ваква публикација кај вас. Така што мислам дека во мојата земја ова беше направено да го наречам под наводници на стероиди. Споредба со она кај вас во 2013, а може би и грешам. И на крајот од август оваа година, може би и малку порано, имаме, не дека немаме туку, имаме сериозно загрозување на слободата на здружување. Важно е како гледаме на ваквите конкретни видови на режими, кои што понекогаш се нарекуваат хибридни режими, конкурентни, авторитетни режими. Меѓутоа, тоа не се, тие се процеси кои што водат кон целосен авторитетен режим. Амбасадорот претходно спомна нешто во врска со Србија. И мислам дека тоа што го спомна беше интересен случај. Всушност, не треба Русија да се обвини за начинот на кој што србите размислуваат за светот, за својата земја, за односите со другите земји во регионот. Нивните мислења се обликувани од медиумската машина на владеачката партија во Србија. Зошто го истакнувам ова? Веќе за ова и изборувавме. Мислам дека не станува збор само за владеачката партија. Потребно да се направи разлика, затоа што нашиот председател само што беше примен од канцеларот на Германија како легитимен партнер на Германија, затоа што ние имаме некоја цел која што сите ја сакаат, така што нашиот конкурентен авторитаризам се смета за нешто што е приватливо. И мислам дека ова е голем проблем кој што сега го имаме во овој момент. И можеби, сакам да спомнам и едно истражување. Многу е интересно ова истражување затоа што го објаснува она што го кажувам. А тоа е дека српската медиумска машина ги обликува срцата и умовите на луѓето, за да не мислат тие на војната во Украина. Тоа е она за што изборувавме. Во суштина, во 2022 Фондација Отворено општество, организација со седиште во Велика Британија, направи голема глобална анкета на јавното мислење и мислам дека на таа анкета учествуваа повеќе од 20 земји од светот и Србија беше една од нив. Тие не ги објавија информациите,
мислам, во српската публикација не бе објавени информациите од оваа анкета за српските мислења, но ние ги добивме за да можеме да ги објавиме и во соработка со една друга иницијатива се направи тоа истражување во кое што се покажува дека Србија има проруски наративи и се дава објаснување за тоа кои сметаат српските граѓани дека е одговорен за ваквите ситуации. И според тоа истражување, 63% од србите сметаат дека Западот е оној што може, тој што треба да се обвини за конфликтот. Има голем број на корисници на ТВ Хепи, ТВ Пинк во Србија, кои што беа дел од анкетата и поради тоа може би е и волку висок процентот на ваквото размислување. На блиски со вакви проценти се некои други земји, како што се Сенегал 72, Индонезија 50%. Но сега, еве она што е интересно, се дава одговор на друго прашање, а тоа е дали, значи само парафразирам, како би завршила војната во Украина и беа понудени неколку одговори. Например, дека ја враќа територијата која што е под контрола на Русија, значи дека ќе има прекин на огнот, а другото беше дека другиот понуден одговор беше дека Русија треба да ги врати териториите што се окупирани и што ќе ги преземе териториите што се окупирани. Така што при првото прашање 57% од глобалните испитаници се согласуваат со исказот дека Русија треба да ги остави, да ги врати сите територии кои се окупирани. Меѓутоа, тоа не е случајот во Србија. Не може да се каже дека има повеќе руска пропаганда во Србија отколку што има во Молдавија, бидејќи во Молдавија немаше вакви проценти во однос на исказите. Кај нас, мнозинството Срби сметаат дека дел од нашата територија била одземена во минатото. Така што тука имаме парадоксални резултати. Сега сметаат дека е во ред да се одземе територија на Украина, но не е да се одземе нивна. Значи, тоа е она за што зборувавме. Не станува збор за вестината, туку станува збор за емоциите. И за тоа зошто србите се проруски ориентирани. Не е заради тоа што тие знаат нешто за Русија или многу ја сакаат Русија. Тие ја сакаат Русија не поради тоа што е, туку поради тоа што не е, а тоа не е Западот. А не е Западот. И мислам дека тука е она поента. И тоа е она што дава објаснување на она за што зборуваше господјата претходно. Значи не е оно што се случи, што е во мозокот, туку оно што е во срцето. И сега како ние тоа да го промениме? Станува збор за една сложувалка. Не знам до кој степен ја следите ситуацијата во Србија. Имаме во моментов огромна мобилизација на студенти и мислам дека тие многу добро се справуваат со сето ова и успеваат да се снајдат со моќта на начин на кој што ни политичарите, ни граѓанското општество не може да се снајдат. Сега тука ќе запрам, затоа што не знам дали има уште некој што би прозборал или би искоментирал. Сега го чекаме господинот Фуере да влезе дигитално да ни се приклучи. Па може би вие би можеле во меѓувреме да ни објасните за интервенциите во Украина, НАТО.
Затоа што ние често гледаме што се случуваше нели и во Србија, што се случува во Украина. Тоа се прашања кои треба да ги разгледаме. Мислам, го спомнав веќе ТВ каналот ТВ Хепи, тоа е еден најдобар пример за проруска пропаганда. Тие дури и во живо го пренесуваат први канал, руски, со понекогаш титлови. Не е секогаш толку гледан, понекогаш може да видиме каква е гледаноста на определени програми и мислам дека повеќе станува збор за или незнаење, или за воопшто незаинтересираност, негрижа, а тоа не е само ситуација во Србија, таквата незаинтересираност на потрошувачите, односно да се сврти и да не се гледа, да се гледа на другата страна. Меѓутоа, ако имате можност да појдете нели во Украина да видите што се случува во Украина, ќе ви се смени вашето мислење многу драматично. Не би ги обвиниле за она што се случува во секој случај. Тоа, она што мислам е дека е проблем е изложеноста на реалноста. Кога бев во Украина, минатата година, напишав репортажа од човечки аспект и мислам дека имаше влијание оваа репортажа врз читателите. Генерално, проблемот е во тоа што нашата влада игра двојна игра. Од една страна ја шират оваа проруска антизападна пропаганда. Например, кога имаше посета од министер од Украина, ваквата посета помина целосно незабележано од страна на медиумите, бидејќи обично кога доаѓаат вакви високи личности во Србија, веднаш се поставуваат знамењата на нивните држави од аеродром до градот. Погодете која држава немаше такво знаме. Украина. Додека председателот е во странство, се фали дека продава муниција, оружје на Украина. Тоа е добро, меѓутоа и од друга страна имаме и темна страна на сето ова, затоа што има и негативни аспекти, поврзани да речеме со корупција и слично. Меѓутоа, за ова не се зборува многу во српските медиуми. Барем тој не зборува. Значи, сакате да кажете дека е паметен популист? Тој е авторитативен човек. Не треба да заборавиме дека и ние бевме земја кандидат за членство во ЕУ. И за нив потребна е Европската Унија, за да може да ги користат и парите од Европската Унија. Можем да ви кажам еве и уште едно истражување од 2021 година. Вие спомнавте исто така различни податоци, меѓутоа вака во овие истражување се даваат и други геополитички информации. Она што е интересно во Србија, кога ќе се премине политичката припадност на граѓаните, нивните геополитички преференции, ќе забележите дека и тие мислат дека владата е проруска, прокинески ориентирана и авторитативна. И тоа е се заради интерни политички причини.
Значи, ова е она сценарио во кое што се креира еден наратив во кој што се возможува ограничување на нивните активности. Има многу други прашања, но за жал немаме време. Дали е возможно да провериме дали е присутен господин Фуер? Добре дојдовте, како сте? Каде сте? Добар сум. Ви се јавувам од Калабара, источен дел, западен дел од Ирска, најзападниот дел од Европа. Многу би е жал што не можам да бидам присутен таму и да се придружам на тој истакнат панел говорници. Но ќе бидам краток, затоа што многу коментари веќе беа направени, не сакам да се повторувам. Текстот од презентацијата веќе ви го пратив пред неколку дена на организаторите, но само би кажал неколку нешта ода што не беше кажано од другите говорници. Прво, нема сомнение дека многу попуштавме. Европската унија многу попушташе. Не ги заштитувавме доволно човековите права и демократии. Долго време ги земавме здраво за готово. Многу касно видовме отпор. Видете го Европскиот парламент, например, му требаше долго време пред Европската народна партија да ја суспендира Народната партија на Виктор Орбан, што покажа јасна тенденција што ги подкопа основните принципи на владењето на правото, кои што се неприкосновени и се дел од заложбите, дека сите земји членки мораат да ги следат и да ги почитуваат. Потоа кога зборуваме, знаеме за кандидати, знаеме дека Народната партија го заштитува премиерот поранешен на Северна Македонија покрај тоа што е предмет на истрага за корупција. Европскиот парламент е видовен, како што е и Европската комисија. Европскиот парламент имавме избори некаде на почетокот на годинава и видовме се поголем број на популисти. Ќе видиме како ова ќе влие врз политиките на Европската унија. Веќе гледаме негативно влијание во поглед на климатските промени и зелениот договор, да се надеваме дека слични негативности не се случат во поглед на клучните прашања и политики на агендата на Европската унија, односно проширувањето во иднина и осигурувањето на успехот на преговорите. Европската комисија понекогаш забораваме дека е чувар на договорите, на повелбите. Има обврска да обезбеди дека сите земји членки целосно ги почитуваат основните принципи на демократијата, основните слободи и права и владењето на правото. Но сепак и требаше долго време на комисијата да воведе мерки кои што се содржани во основачкиот договор на Европската унија, да преземе мерки против оние земји како што се Унгарија, една, кои што не ги почитува основните принципи на владењето на правото. И поради таквото доцнење, поради таквото одолговлекување да се отпочнат правни постапки, Виктор Орбан се обиде да направи се што му беше во негова моќ, да види колку далеку може да дотурка пред комисијата да действува. И ова е постојан предизвик. Видовме како за време на неговиот тековен мандат како председател на Советот, што завршува месецов, а потоа ќе имаме поумерено председателство во рацете на Полска. Полска ја презема председателството со Советот на Европа.
Виктор Орбан во своите 6 месеци како председавач на Советот се обиде да ги подкопа и всушност се покажа колку е дисмисивен спрема и колку не ги почитува европските институции. Витално е да направат се во нивна моќ да компензираат изгубено време за Европската унија да си го врати угледот и доколку некоја земја членка продолжи да не го почитува владењето на правото и основните принципи, веднаш треба да отпочне правна постапка. Поради тоа што ги поседува сите инструменти што и стојат на располагање, не само членот 7 суспензија на правото на глас, туку и условувањето што е условноста која што е поврзана со финансиската помош од Европска унија. Како што знаеме, во скорешното минато имаше неколку транши кои што не им беа споделени, не им беа дозволени на унгарците поради тоа што не го почитува владењето на правото. Ова многу почесто и поефикасно треба да се користи како санкција и за да се осигура дека принципите не се подкопани од овие авторитарни тенденции. Секако, исто улога на комисијата да се осигура дека слични активности се преземат во поглед на земите кандидати. Ние секако гледаме дека имаме годишни извештаи за секоја земја кандидат. Морам да кажам, како што се спомна Србија, дека многу ми е чудно што неколку европски лидери патуваат кон Белград, како и председателот на комисијата, и го фалат господинот председател Вучич за владење на право и прогрес, а истовремено, ако не грешам, и Срđan ве молам, поправете ме ако грешам, владата се повеќе и повеќе апси представници од невладиниот сектор за тоа што критикуваат или водат кампањи против договорот за литиум, потпишан неодамна. Значи, ова не е од помош. На овој начин Србија никогаш нема да ги почитува принципите кои што треба да се почитуваат како земја членка. И мислам дека на Европската комисија е должноста да се осигура дека не ги крие работите под тепих, не ги замачкува сите можни прекршувања на законот кои што се случуваат во земјите како што се например Србија. И исто така би подвлекол неколку други аспекти. Една улога на граѓанско општество. Видовме дека, а ова е секако барање за сите земји кандидати, поради тоа што сите знаеме дека граѓанското општество е клучен елемент во осигурувањето на отчетноста на владата. Секако, ако стават некого во затвор, не е од помош и ова треба да Европската унија да го увиди и да го забележи, а не да го прифаќа како што очигледно го прифаќа. Многу ми е мило што новиот комесар за проширување Марте Кос минатата недела на еден настан во Брисел на кој што учествував, беше многу јасна и рече дека ќе направам се во моја моќ да се обезбедам дека владите целосно ја почитуваат клучната улога на граѓанското општество. Исто така кажа дека лично ќе се запознае со бранителите на човековите права. И ова, да ви кажам, беше нова свежа енергија наспроти лошото конто на претходникот незин. И затоа новата комисија се надевам со новата комесарка за проширување ќе сврти нова страница и ќе се осигура дека внимаваме повеќе на сите аспекти поврзани со процесот на приклучување кон ЕУ. И накрај да кажам неколку работи за независните медиуми. Споменато беше од Срđan и од другите. Во Северна Македонија имаме видено примери кога новинарите
се нападнати, критикувани на социјалните мрежи, само поради тоа што презентирале спротивен став од она што се случува реално, односно што некои били и тужени, некои били замолчувани. Имаме среќа дека конечно Европската Унија сега после усвојувањето на директивата, сега поседува инструмент кој што ќе обезбеди дека ќе се намалат или ќе се обидат да се намалат бројот на овие slap suits, односно тужби за замолчување. Законодавството е во ред, но не е доволно. А што треба ние да сториме? Треба да се осигураме дека менталитетот ќе се промени. Властите да прифаќат дека улогата на новинарите е токму тоа, да критикуваат нивната работа. На ист начин како што невладините го прават тоа. И новинарите треба да бидат седма сила. Сакам да заклучам со тоа дека сум релативно оптимистичен после својата дискусија минатата година во Брисел и кога чув изјава како од новата комесарка, се надевам дека ќе има промена на пристапот и дека ќе има многу поригорозно внимание да се осигураме дека и во рамките на ЕУ и земите кандидати, дека сите ќе го почитуваат целосно, ќе ги почитуваат целосно принципите да европскиот проект. Не смееме да заборавиме, ова е мировен проект. Ви благодарам многу и мило ми е што повторно сум со вас и што можам да одговорам прашања. Пред да го дадам микрофонот на нашите панелисти, имам едно прашање. Ке ве молам за вас, кое што затоа што не ве видов, извинете. Можам да ве чујам многу добро. Ако може да ве прашам, кажете збор-двар за Северна Македонија со оглед на декади од искуство и пребивање тука. Има многу што да се зборува за Северна Македонија, но секако времето ме ограничува. Јасно е дека Северна Македонија се соочува со тешкоти во поглед на пристапниот процес и проблемот со тековниот билатерален спор со Бугарија. Ја прашав комесарката и беше многу јасна, рече дека желбата е билатералниот спор да не го попречи процесот на пристапување и дека комисијата не била толку успешна колку што би можела да биде, да спречи избивањето на таков спор кој што го поткопува процесот, а и кредибилитетот на Европската Унија воедно. Да, затоа што не дава долгорочно помирување. Се презентираше еден договор и сметам дека би било важно за владата да продолжи по овој пат, да се обиде да го реши овој проблем, но сосема е јасно дека билатералниот спор мора да се реши настрана од пристапниот процес. А ако дозволиме да го попречи процесот, ако дозволиме историјата и идентитетот и другите такви теми да го навлезат во условувањето на процесот, тогаш пристапот кон ЕУ ќе биде неуспешен. Апсолутно е клучно Европската комисија да постави одделен механизам кој што ќе ги реши овие билатерални спорови и ќе најде еден заеднички
заеднички одговор решение кој што нема да попрекува, туку ќе промовира помирување во регионот. И тоа е уште една точка која што ја кажа комесарката, односно дека дел од незината мисија е да промовира помирување. Повторно да се признае дека не се сторило доволно во овој поглед и дека ова ќе прерасне во важен приоритет за Европската комисија во регионот. И во однос на медиумите, како што споменав, и извештајот на комисијата го споменува ова, односно скорешниот извештај за прогресот ги споменува нападите кои што се сторени, вербални напади, но сметам и физички напади, дека имаше против новинарите и како социјалните медиуми се користат од страна на подржувачите на властите да го подкопаат кредибилитетот на новинарите, кои што навистина само си ја вршат својата работа, својата работна обврска. Владата тука мора да направи се во своја моќ да пречи ова да се случи. Прифаќањето критика треба да представува нормален дел од една демократија. Како во Србија, за жал, што можеме да видиме дека владеачката партија не сака да прифати критика. Да се уште има многу работа пред нас за Северна Македонија во процесот во пристапниот процес и како владењето на правото, корупцијата уште е огромен проблем, како што видовме во последната изјава на Американската амбасада и ставањето на луѓе на црната листа покажува дека владата треба да направи многу повеќе по овие прашања за да продолжи по својот пат кон Европската Унија. Многу ви благодарам, бидејќи навлегуваме во последната фаза од нашиот панел. Ќе ви дадам уште една тура коментари, ако некој сака да сподели мислење од публиката, за да може да завршиме за 15 на минути. Ви благодарам многу. Неколку пати слушнав завршување на војната со Украина и мислам дека оваа дебата за завршување на војната се води под една забуна за што станува збор при окупацијата на Русија. Тоа значи убиства, депортации на деца. Не гледаме доволно. Русија започна војната од империалистички побуди и само ќе се заврши војната своеволно ако се постигне својата цел. Инаку ќе има само мало затишје додека не се подготви нова ескалација. Ако се заврши војната ќе имате безбедност, затоа што ако вие и целиот свет денеска не се бори за демократија, може еден ден да мора да се борите за автократија, затоа што ќе бидете окупирани и ќе речете да, добро, ние ќе мора да нападнеме. Севернокорејските војници, например, не се уште во Украина. Дали отидоа таму своеволно или не? Испратени беа. Ова не е поврзан со Русија, но е поврзан со авторитаризмот. Сите се уморени до крајна, велите, сите велат, ајде да седнеме на преговарачка маса. Да, ве засега и вас и сите нас мораме подобро да сватиме, а особено од аспект на санкциите. Русија сака да ги избегне санкциите преку Србија, Казахстан и така натаму, а тие земји сака да се преправат дека прашањето не е безбедноста. Дури дезинформациите ја подкопуваат безбедноста. Не може да се борите против дезинформациите ако не го вклучите граѓанското општество.
Мора да ги мобилизирате сите. Тоа само сакав да го кажам, затоа што сега, особено од кога победи Трамп, тој треба да ја заврши војната само со еден телефонски повик. Не можам да поверувам во такво нешто, затоа што ниту еден исход, ниту една опција за завршување на војната не ја задоволува империалистичката страст на Русија. Не гледам никаков крај, затоа што Русија јасно кажа нема крај рускиот свет. Секаде кај што има руси или каде што се користи рускиот јазик, тоа е рускиот свет. Значи, никогаш не покажале волја да престанат кога целосно од кога целосно ќе ја окупираат Украина, не планира да сопрат. Не зборувам често за регионот. Сакав да кажам нешто. За човечкото достоинство. Тоа е објективна вистина. Ние мораме да се бориме за сваќањето дека се е релативно и сите користат пропаганда на сите страни. А тоа систематски се прави кога одреден медиум и одреден режим го прави. Тој тоа добра причина. Која е нивната цел? Да ги збунат луѓето. Да почнат да престанат да веруваат во било што. Често добивам таа реакција, особено кога зборувам со граѓаните од регионот, со кои што се среќавам во Виена, каде што живеам. И токму затоа морам да кажам дека мора да се бориме против тоа. Повеќето од вас се активисти од цивилното општество или новинари, одите на улица, како што вие рековте, одите на состаноци и велите, има објективна вистина, постои и мора да се бориме за таа вистина и да се бориме против дезинформациите, затоа што на вистина целосно го уништуваат менталитетот на луѓето, а нам ни требаат луѓе кои што јасно размислуваат, што знаат да одделат добро од ложо и кои што го зачуваат своето достоинство. Секое човеково битие во принцип има фундаментално достоинство и мора да го заштитуваме. Целото општество, целата држава мора да го заштитува, а не е така сега. Дури не во западниот свет не е така. Унгарија беше неколку пати спомената, имаше други, Словачка. Не сакам ни да ги набројувам. Но имаме еден проблем во Европската Унија. Нема проблеми само кај земјите во регионот. Ги ослабува од многу причини. Според мене исто така поради многу извртениот процес на пристапување заради кој што Европската Унија е виновна. Фуере е во право и новата комесарка се надевам дека ќе донесе нов метод, нов пристап. Но после толку многу години во оваа фела сега уште сум скептична, се надевам дека работите ќе се подобрат. Мислам дека сме уште полошо од скептици во Србија. Никој кој што е демократ не смета на Европската Унија, туку само на собствени сили да се бориме со режимот. И дури во таквата ситуација, дури немате поддршка ако се ризикувате доколку сметате на Европската Унија. Зошто станува ризик да се смета на ЕУ? Ке рековте да, во право е Фуере кога каже за притворите. Оно што професорот исто така го кажа е интересно и вистина. Треба
нештото да ги именуваме со вистинското име. Она што се случува во Србија сега е нелегален притвор. Кога почна еколошкиот протест, обвинителството и полицијата го злоупотребија кривичниот законник и обвинуваа луѓе кои што беа администратори на групи на социјални мрежи за поттикнување, разгорување, превртување, односно рушење на уставниот поредок, кои што се сериозни кривични дела, кои што дефинитивно не ги направили. И минуделе спогодби, кои што имаме ние во Србија, во правниот систем го овозможува тоа во 2000-тите години и тие ги тераат да признаат дека направиле нешто и ќе се спогодат за помало. Значи, спортски насилство на спортски настан, нарушување на јавен ред и мир. Ако ја потпише спогодбата, тоа значи дека го признаваат делото, иницијалното дело. Ова е голема црвена линија која што е премината. Она што го кажа, што и да одлучи комесарката, нема да смени ништо. Се надеваме дека кога ни ги украда изборите минатата година, многу се надевавме дека ќе ни помогне ЕУ. Јас дури мафтав и ЕУ знаменце пред 30.000 луѓе во Белград, правев будало од себе и оно што го добивме е нула, апсолутна нула. Подпишавме меморандум за литиум и такви работи. Драги гости, може би имате некој коментар, некој прашање за нашите панелисти? Или пак расположени сме да го затвориме панелот. Ви благодарам многу за вниманието. Може би господин Фуере, ако се уште не следи, ако се уште е со нас, сака да коментира. Да, овдека сум. Тука сум. Зошто се криете? Да додадете нешто, па да завршиме. Само сакав да кажам дека мора да бидеме оптимисти, нема сомнение. Се надевам дека ќе видиме суштинска промена во методите, особено од аспект на Европската унија, како таа се поставува кон Западен Балкан. Тоа е мојата конечна пресуда. Како се приближуваме до крајот на годината, започнуваме со страф уште една година, но и со надеж, со страф, но и со надеж. Ви благодарам на сите присутни за вашето внимание, за одличните панелисти, за Цивил медија и имајте пријатен ден. Се затвара панелот.